за функционирањето на локалната самоуправа, за развојот, но и за животот во општина Маврово Ростуше. Во студиото разговарам со мојот гостин, првиот човек на општината, градоначалникот Медат Куртовски. Добар ден и добре дојдовте. Добар ден, добро ве најдов. Ви благодарам за поканата и би сакал да ги поздравам гледачите, особено жителите на општина Маврово Ростуше и секако нашите печалбари кои што се наоѓаат во западноевропските земји и нашите иселеници во Република Туркија. Со почнување на зимскиот период, сите со нетрпение, а верувам вие кои што живеете во Мавровско-реканскиот крај, особено сте во исчекување на пообилни врнежи од снег, за да може на вистинскиот начин да започне зимската туристичка сезона и да ги пречекате сите гости кои што сакаат да уживаат во снежните убавини во Маврово. Па секако, општина Маврово Ростуше, особено Мавровскиот регион е познат како туристички регион, секако тоа се поврзува со ски центарот кој што се наоѓа во село Маврово, кој што би спомнал дека е во приватна сопственост, и тоа е приказната околу која се врти туризмот во Маврово, општина Маврово. Се надеваме дека оваа година ќе имаме доволно снег, заради тоа што во претходните 2 години немаше доволно врнежи на снег и зимската сезона не беше онаква каква што ја посакуваме и ние како општина, но секако и љубителите на зимските спортови, така да веруваме дека оваа година ќе имаме доволно снег, така што повторно радоста и присуството на многу гости во нашата општина ќе се зголеми. Она што е многу интересно и значајно е дека во вашата општина се наоѓаат најубавите природни знаменитости во Македонија, Националниот парк Маврово, Мавровското езеро, потоа скијачкиот центар кој што го споменавте, и како локална самоуправа секако преземате мерки за нивна заштита и одржување, она што значи спречување на загадување на водата, воздухот, почвата со издавање посебни дозволи за вршење на одредени дејности, но овде прашањето ми е што е во фокусот кога станува збор за заштита на природните ресурси и животната средина во вашиот крај? Па како што беше спомнато и во прилогот, општина Маврово и Ростуше се наоѓа во западниот дел на Македонија. Битно е да кажеме дека 93% од територијата на нашата општина спаѓа под национален парк. Така. Во прилогот исто така беше спомнато дека тука има Мавровското езеро, кое што езерото и појасот околу езерото е на управување на ХЕЦ Гостивар, така да ни се испреплетуваат ингеренциите во тој дел околу националните богатства кои што се наоѓаат. Секако дека ние како институции соработуваме меѓу себе за да ги унапредиме сите тие работи. Верувам дека во наредниот период ќе биде тоа исто така продолжено. А во делот на заштита на животната средина, реков, ингеренциите ни се испреплетуваат. Најмногу тука влијание има Националниот парк Маврово, кој што се грижи за флората и фауната, а секако дека ние како општина треба да делуваме во насока на реализирање на проекти од инфраструктура кои што би го намалиле загадувањето во нашата општина. Ние се трудиме во рамки на нашите човечки и финансиски капацитети да одговориме на таквите потреби на граѓаните и работиме на проекти кои што би го подобриле ситуацијата во таа насока. Еден од покрупните проекти кои што планираме да го реализираме, кој што всушност требаше да биде реализиран досега, но поради една пречка за тоа каде треба да стои пречистителната станица во Маврово Јанови, требаше да биде изградена пречистителната станица, но еве сега одново правиме обиди сето тоа да го убрзаме за да можеме да го реализираме во наредниот период. Секако дека исто така правиме уредување на речни корита за да може да се насочат водите, за да нема штета по имотот на граѓаните. И додека ние во урбаните средини, особено во главниот град, но и низ другите градови во земјава се бориме во зимски услови со загадениот воздух, барем вие го имате чистиот воздух во изобилство и можете да уживате во природните убавини. Е сега кога сме кај природните ресурси, тие да се стават во функција на туристичка промоција на општината, со тоа и да се отвори можност за економски развој и јакнење на општината. Колку и како се развива туризмот, посебно што говориме за повеќе видови на алтернативен туризам, преку кои се користат овие природни ресурси, но и традицијата на овој крај? Општина Маврово Ростуше, сите велиме дека е најубавата општина во нашата држава. Може би звучи нескромно, но навистина е така. Општината располага со голем број на природни ресурси кои што навистина се магнет за жителите не само од нашата држава, туку и пошироко. Туризмот е главна карактеристика, особено на Мавровскиот дел. Би рекол дека во долнореканскиот крај нема некоја поголема традиција за туризам, но
а во Мавровскиот регион и како е распространета, секако рековме дека тука најмногу влијае скијачкиот центар кој што е центарот на зимските на случувањата во зимскиот период, но општината изобилува со многу други работи кои што даваат услови за да има туризам преку целата година, значи не само во зимскиот период, туку да има туристи преку целата година. И дали сте задоволни како прв човек на општината, колку ете овие можности за развој на туризмот ги користите за економско јакнење на општината? Ние, како што реков, во рамки на нашите можности правиме се за да биде подобрена работата во таа насока, а ние ги мотивираме на граѓаните да се активираат во делот на туризмот. Често пати организираме обуки, соработуваме со разни други институции со кои што ги мотивираме луѓето да се пријавуваат на конкурси и на проекти за кои што сметам дека би било добро во иднина да се насочат граѓаните, особено во делот на семејните мали бизнеси кои што многу добро функционираат во делот на туризмот. Услови има за тоа. Имаме доста места кои што многу голем број на посетители би сакале да ги посетат. Беше спомнато во прилогот поголем дел од тие места и секако дека голем е интересот за тоа, но она што ни фали како општина е да има поголема реклама и поголема презентација на оние работи кои што ги има во општината, заради тоа што голем дел особено од странство не знаат луѓето, но мора да има некои туристички агенции кои што би се заангажирале во тој дел за да може да организираат тури и разни посети, затоа што навистина има доста места кои што можат да се посетат. Имаме исто така голем дел на планински патеки кои што можат луѓето да пешачат. Има големи планински врвови за искачување. Има многу пештери кои што се навистина атрактивни за посета. Како што реков, има многу работи, само треба да има поголема организација од страна на туристичките агенции за да може да организираат такви посети. Така, кога говориме за природните убавини на Македонија, многу често говориме за неоткриени природни убавини кои што ни самите доволно не ги знаеме, а кога говориме за туристичките агенции и промоција на македонските природни убавини, секако туристички места, секако ги оставаме странските туристи сами да истражуваат Македонија, па да ги пронедат тие неоткриени убавини и да уживаат во нив, но ете, се надеваме дека во некоја догледна иднина ќе бидеме малку поажурни на туристичката мапа на значајни места и туристички дестинации, да ги ставиме и овие кои што се наоѓаат во Мавровскиот крај. Секако дека мора да работиме на тоа. Ја исто така би го спомнал еден проект кој што го реализиравме минатиот период, а тоа е во меѓугранична соработка со Албанија, каде што беа уредени адреналински велосипедски патеки кои што имаат околу 23 километри се на наша територија и се поврзуваат со албанска територија исто 23 километри до градот Пешкопеа, така да тоа е добра прилика за сите авантуристи кои што сакаат со велосипед да ги возат тие патеки. Така. И сега минатата година се склучи еден договор, се навраќам на скијачкиот центар кој што представува вистинска атракција во Маврово за време на зимскиот период и привлекува многу посетители. Имаше договор помеѓу нашиот скијачки центар и скијачки центри од Србија за меѓусебна соработка и можност на размена на туристи од двете држави. Тие, како што спомнав, ски центарот е во приватна сопственост, така да ние како општина немаме некои надлежности во тој дел, но секако ние им стоиме на располагање на ски центарот. Но дали оваа можност практично дава пак можност за поголем број на туристи? Секако, тоа е голема можност, значи во скијачкиот центар во Маврово има доста туристи од Балканот, заради тоа што конкретно во Албанија нема некој голем ски центар туристички, така да има многу туристи кои што доаѓаат од соседните држави, секако дека таквите договори одат во насока на зголемување на бројот на туристите. Продолжуваме со локален економски развој. Економското јакнење на општината е клучно за развој и реализација на проекти, па прашањето ми е како вие тоа го реализирате, дали општината, дали како финансиски се јакне со можност за реализација на клучни проекти и што е во фокусот? А во делот на работењето на општината ние се трудиме да ги прибереме даноците кои што треба на граѓаните да ги платат, за да можеме да имаме доволно финансиски средства и можам да кажам дека општината барем за сега е во добра финансиска состојба и сите проекти кои што ги имаме во план да ги реализираме. Во делот на економскиот развој би кажал дека, како што рековме, ние сме национален парк и кај нас не е дозволено да има некои фабрики кои што би ја загадувале животната средина, исклучиво само со лесно незагадувачка индустрија.
но исто така она што би го спомнал како еден хендикеп во овој дел е тоа што голем дел од нашето население е иселено и навистина во денешно време е многу тешко да се најдат соодветни стручни кадри кои што би работеле во одредени области. Дури ние како институции на локално ниво се соочуваме со недостиг на стручни кадри за да можеме нормално да функционираме. Ние се трудиме како локална општина, како локална самоуправа да ги подобриме условите за живење и за инвестирање во нашиот крај. Сепак да не заборавиме дека ние сме на високо место и дека се случува во зима да има забрана за тешки товарни возила на делницата која што е главна во нашата општина, така да многу инвеститори би се запрашале, би се замислиле во делот на инвестирање во тој дел. Но сепак секогаш надежда останува дека ќе се отворат други некои капацитети кои што ќе го задржат нашето население во нашите краишта. Кога сме кај урбанистичкото планирање, би рекла станува збор за рурално планирање, затоа што интересна е ситуацијата во вашата општина со оглед на тоа дека се работи за рурални средини. Рековме дека жителите кои што живеат во вашата општина живеат во 42 населени места и практично малку сосема поинаков начин на функционирање и реализација на урбанистичкото, односно руралното планирање. Во делот на урбанизмот, секако дека ние сме рурална општина и дека како и насекаде во целата држава, дека голем дел од населените места не ни се урбанизирани. Ние имаме во неколку села урбанистички план за село, а претходно имавме урбанистички планови за село Маврово, донесени во 2015 година, кои што Уставниот суд ги укина во мај оваа година, така да и сега таму немаме важечки планови. Но во исто време би спомнал дека на територијата на Националниот парк Маврово се врши реонизација, односно рекатегоризација на паркот, каде што се прави ново зонирање и препораките се во делот на изработката на урбанистички планови да почекаме да се заврши реонизацијата на паркот, за да се знае точно каде ќе стојат границите кои што некои од нив дозволуваат да се гради, а некои не дозволуваат, така да ќе мора да почекаме да се заврши тој процес, за потоа да пристапиме кон урбанизација на местата. Секако дека ние во овој период направиме некои проекти кои што се од мерење на теренот, за да може понатаму од тие геодетски елаборати кои што ги изработуваме, за да може понатаму да се испланира целата урбанистичка документација. Така, сите оние кои што можеби сакаат да изградат некаков објект, некоја викендичка во Маврово, ќе мора да почекаат. Ќе мора да почекаат. Единствена можност за сега е, барем така службите кажуваат, преку урбанистички проект во неопфатно урбанистички план, каде што само за една парцела може да се уреди начинот на кој што може да се добие одобрението за градба, но сепак тоа е посложена процедура. И иако се работи за урбани средини, сепак овде се и комуналните дејности, снабдување со вода за пиење, потоа одведување и пречистување на отпадните води, одржување и изградба на јавно осветлување, потоа изградба и реконструкции на локални патишта и улици, регулација на речни корита, што е многу значајно, уредување на простор за паркирање, секако одржување на локалните патишта во зимски услови, кои што те ви создаваат проблем многу пати во текот на зимскиот период, отстранување на снег и слично. Сето тоа е дел од оние активности кои што треба да ги реализира локалната самоуправа. Па така, всушност вие ги набројавте скоро сите градежни или капитални работи кои што се во надлежност на општината. Јас можам да кажам за овој период, додека јас сум градоначалник нешто повеќе од 7 години. Значи, слободно можам да кажам дека скоро во сите населени места каде што има постојани жители, ние сме реализирале најмалку по еден капитален проект со кој што сме решиле некој дел од проблемите на граѓаните. Би можели да спомнам поединечно во кои села што имаме направено, но сето тоа може да се види од нашите објави кои што ги објавуваме и може би некогаш и не секогаш презентираме се што сме сработиле, некако по природа сме скромни, но има доста проекти кои што ги работиме. Над 10 проекти има најмалку за реконструкција на локални патишта, зборувам за поголемите населени места. Исто толку најмалку има и реконструкција на водоводи. Еве, конкретно можам да кажам за оваа година дека се направи, се дозаврши паркинг просторот во село Скудриње, во село Присојница се работи на реконструкција на водоводната мрежа, на каптажите. Во село Аџиевци веќе во завршна фаза е реализацијата исто така на проект на нов водовод. Во Ростуше реализиравме 2 проекти со кои што ја средивме водоводната мрежа, а во моментов се работи на една улица и на еден паркинг. Во село Требиште конкретно се реконструира главната улица во селото. Во Жировница моментално се работи на проектот за реконструкција на водоводната мрежа.
Во село Леуново моментално се работи исто така на реконструкција на резервоарите за вода. Во село Церово ја завршивме реконструкцијата на водоводот. Во село Врбен треба да отпочне реконструкцијата на локалниот пат, така да се трудиме, пак ќе речем се трудиме. Не сме секога, не можам да кажам дека сме најдобри ниту најлоши, но скромно ете да кажам се трудиме во рамки на нашите можности да реализираме што повеќе проекти, секако заради тоа што е навистина потреба за граѓаните. Рековме 42 населени места гравитираат во рамки на општина Маврово Ростуше. Како се одвива образовниот процес? Колку училишта имате и се намалува ли бројот на учениците? Во нашата општина постојат 4 централни основни училишта и едно средно училиште. Бројот на учениците мораме да признаеме дека се намалува од година во година, заради тоа што миграцијата нели си го прави своето. Бројот на ученици се намалува, но сепак има за сега доволен број на ученици за да можат училиштата да функционираат. За жал во 2 подрачни основни училишта годинава ги затворивме со одлука на совет заради тоа што се испиша и последните ученици кои што учеа во тие училишта. Во средното училиште исто така има над 100 ученици. Во изминативе неколку години ние извршивме реконструкција на училиштето Јосип Брз Тито во Жировница, а сега скоро заврши реконструкцијата на основното училиште Хајан Селмани во Ростуше, а во изминатиот период извршивме целосна или пак делумна реконструкција на 2 подрачни основни училишта. Ние, колку и да се учениците, ние секогаш ќе се трудиме да ги подобруваме условите за настава во училиштата. Тоа го кажувам не заради тоа што јас доаѓам од образование, бидејќи претходно јас работев како професор или наставник, но сепак мораме сето она што е до нас да го направиме за да ги подобриме условите за децата. Секако дека ги поддржуваме во сите спортски активности кои што ги извршуваат училиштата, ги финансираме секогаш кога одат некаде. Исто така во рамки на општината постои еден клуб кој што се вика Млади реканци, кој што ние како општина го спонзорираме одржувањето и тренирањето на децата. Не е само природното богатство за кое што говоревме, туку и културното богатство представено преку традицијата, специфичната архитектура ни селата нели од овој регион, потоа ќе го споменеме и манастирот Свети Јован Бигорски, големата културна манифестација како културен бренд од овој регион, Галичката свадба. Ги имате најубавите и најуникатните природни и културни богатства во земјава, па преку негување на фолклорот, обичаите, можеби старите занаети и слични културни вредности специфични за реканскиот и мавровскиот крај преку организирање на голем број културни манифестации, имате одлична можност да привлекувате не само туристи, но и да го намалите иселувањето и луѓето да остануваат во овој крај и да си ја најдат својата екзистенција токму во општина Маврово Ростуше. Еве една порака за крајот од овој разговор. Секако дека нашиот крај изобилува со многу работи од сите тие што ги спомнавте, и голем број на настани се одржуваат со кои што се промовира културата и традицијата на нашиот крај. Спомнавте дека тука е Галичката свадба, која што традиционално се одржува многу години. Во последните години исто така се одржува и горнореканска традиционална свадба. Секако дека ние како општина ги поддржуваме ваквите настани и манифестации. Исто така би ги спомнал дека секоја година се одржува и спомен за Дичо Зограв во село Тресонче, каде што ние преку Министерството за култура го реконструиравме старото училиште и сакаме да го прилагодиме за во иднина да може тука да се одржуваат не само настаните поврзани со ликот и делото на Дичо Зограв, туку да може да се одржуваат и други културни настани. Исто така во село Лазарополе постои Академија Анте во Перо, за чест на Анте Поповски, каде што секоја година се наградува една необјавена книга. Го спомнавте исто Бигорскиот манастир, значи нашиот крај нуди можност и за така наречени верски туризам, кој што и tekako е интересен за сите граѓани, не само во општината и пошироко. Мене ми е многу драго што иако миграцијата си го прави своето, народот многу се иселува. Мене ми е драго што нашите иселеници и во Република Турција, но и нашите печалбари во Италија, во Швајцарија, по Германија, во западноевропските земји се организираат во здруженија и организираат таму настани на кои што ја презентираат нашата култура на манифестации кои што се организирани во тие земји. Морам да ги спомнам нашите селеници во Република Турција кои што се одлично организирани и кои што секој што бил таму, ако види, ќе види дека
секоја свадба таму е македонската музика присутна повеќе него тука, би рекол. Так. Се надевам дека тие традиции и култури и понатаму ќе ги задржиме во нашиот крај и се надевам дека сите наши печалбари и селеници што почесто ќе доаѓаат во нашиот крај за да си ги задржат своите корени, затоа што нели светот се движи напред, но сепак ние не смееме да ги заборавиме нашите корени. Благодарам многу за гостувањето. Овој зимскиот период сите патишта нека водат во Маврово, нека има доволно снег, но не за да направи проблеми по патиштата, туку да ни овозможи една убава зимска идила во која што ќе уживаме. Ви благодарам уште еднаш. Ви благодарам и се надеваме и ги очекуваме сите граѓани и посетители да дојдат во нашиот крај. Ми беше задоволство.